Ова е моја трета збирка раскази, што ја објавувам. Насловот е една реплика од еден расказ, кој исто така се вика "Не правете го тоа во мојот автомобил". Тоа е само една реченица од еден таксист, кој ме возеше во Лондон, и тоа практично станува збор за раскази кои се мои доживувања претежно, меѓутоа има доста кои се судираат со стварноста, што е стварност, што е вистина, што е фикција и што е илузија, да речеме. Значи, помеѓу стварноста има некои раскази што се помеѓу стварноста и илузијата, меѓутоа сето тоа се рефлектира од она што го имам доживеано во животот и до сега ја имаме промовирано книгата во Скопје и во Охрид. Се надевам дека повторно низ неколку градови во Македонија ќе имаме промоција и за тоа малку повеќе може да каже и самиот промотор. Така. Што е она што ве мотивира да пишувате со оглед на вашето лично искуство и како новинар и како дипломат? Што е најважното што треба еден писател да го зачува во една книга, во едни прозни раскази, за да можат оние што ќе ја имаат книгата во раце да дознаат? Што е интригантното? Интригантното е тоа што може да се каже дека има раскази кои се многу реалистични и кои се го одразуваат она што мене ми се случувало, меѓутоа ликовите се и некои настани се нормално додадени, направени во една уметничка форма и ова да речам јас пишувањето ми е еден вид пасија на овие раскази, не ми е главна преокупација, бидејќи најмногу се занимавам со меѓународно право и меѓународни односи, со надворешната политика и на тоа имам докторирано. И имам објавено 6 книги од таа област, а ова ми е повеќе како хоби, бидејќи уште како мал сум пишувал и поезија и проза и останало нешто во мене за творење. И мислам дека расказите се интересни дотолку повеќе што го одразуваат реалното со, како што спомнав, реалното со некоја фикцијата, имагинација, некоја илузија и така. Меѓутоа сето она што се содржи е многу блиску до вистината и она што се случувало. Книгата е полна со читателски изненадувања. Би кажал затоа што е богата раскажувачка книга. Насловот на книгата може би асоцира на нешто, но приказните се во суштина многу животни, врзани за еден навистина богат слоевит живот, во кој нормално и љубовта игра голема улога. Би кажал дека се работи за писател кој во неговата богата кариера има изразит креативен потенцијал. Тој едно време, како што знаете, беше многу угледен во новинарството, па потоа се занимава со исто многу неаматерски, би рекол, со ликовната уметност. Така што тој креативен момент кај него секогаш бил видлив. И сега кога се одаде на литературата, ова е веќе негова втора книга, се гледа како зрее тој писателски талент, подкрепен со неговото богато животно искуство и неговиот стил и начинот на кој ги кажува приказните се од една страна многу современ и модерен, од друга страна значи интересен за читање, а од друга страна длабок, затоа што зборува за некои дилеми што современиот човек го